Цане од Битола цели 2,5 децении се обидува да го најде патот за Брисел. Пропатувал многу. Сам низ трнливиот пат на евроинтеграциите ја има прошетано речиси цела Европа, но никако не успева да стаса до крајната дестинација. Да ја погледнеме оваа срцепарателна голгота на нашиот НАТО патеписец. Ова е Цане, роден во 1991-та. Цане, што од малечок имаше само една желба, да отпатува за Брисел и таму да се дружи со поголемите другарчиња во НАТО. Цане, дојди да се дружи. Дојди преку Атина, Цане. Брисел е на другата страна. Но Цане решава да ги послуша другарчињата од НАТО. Ги поднесува сите документи, пропратни одлуки, декларации. Тргнува на кај преминот Богородица, но таму најдува на спуштена рампа. Не, Цане, нема да те пуштиме од тука. Мора да го намалиш сонцето, зашто многу силно грее. Цане се враќа во Скопје и го спушта сонцето на осмица. И тогаш еден витез со име Метју Нимиц тргнува на пат со решението. Во 2001 има нова идеја. Тргнува за Брисел од север, но група туристи се спуштаат од планините и пристигнуваат на екскурзија во Македонија. За да те пуштиме од овде, прво мора да ни го донесеш договорот од Охрид. Цане заминува за Охрид, го наоѓа договорот во вилата Билјана и се враќа кај туристите. Не, Цане, треба да го ставиш договорот во рамка. Цане го урамува договорот во Охрид и тогаш на Цане му стига порака. Цане, ако сакаш низ Брисел да шеташ, мора до Вашингтон да леташ. Тргни во јато, за да влезеш во НАТО. Ако се римува, тогаш мора да е вистина, си помисли Цане и летна за Вашингтон. Во Вашингтон слетаа орлите каде се дружеа со другарчињата во НАТО. Но Цане и овој пат немаше среќа. Реши да патува по своите познати патишта: Александр, Филип, Олимпија. Но не знаеше дека оттаму се стига само до Москва. Витезот Ними пристигна во Македонија 23 години постар и донесе оптимизам,